Анкетите како дополнителен мотив за работа и испорачување резултати. Владата и премиерот прават се за да испорачаат што е можно повеќе за граѓаните и тоа се гледа на анкетите, вели Мицкоски. Според него грешките од минатото биле огромни, а ситуацијата што ја затекнало ова раководство многу тешка. Уверува дека во вакви услови со ограничени ресурси се детектираат приоритети за решавање. Довербата на граѓаните искажана на најновата анкета за Мицкоски е мотив и понатаму да работи за интересите на граѓаните. Овие бројки само треба да не мотивираат дополнително да работиме. Ова се само поголема одговорност и за мене како претседател на владата, но и како ВМРО-ДПМН, како носечка партија во рамките на владината коалиција. Во јавноста, знаете, од страна на опозицијата се испраќаат погрешни пораки, би рекол пораки невистините, пораки наведувачки, пораки кои што имаат намера да растурат пердови и по теркот на ние пиар стратегии колку фати, колку не фати, тоа е тоа. Но ние сме сериозна државотворна партија, така и се однесуваме во владата. Опозицијата пак со ироничен напад и реакција по објавата на истражувањето во кое Мицкоски и ВМРО-ДПМН имаат највисок рейтинг меѓу испитаниците. СРСМ излезе со саркастично соопштение во кое прави паралела помеѓу рейтингот на премиерот и неговата партија со актуелните економски состојби и цени на малопродажните производи. Кога пиперките во маркетите се покачиле на 300 денари, на Христијан Мицкоски му се покачил рейтингот на 25,2%. Кога јајцата се покачиле на 300 денари, на ВМРО веднаш им пораснал рейтингот за 24%. Кога дизелот ред пат порасна на 95,5 денари, на Знам рейтингот им пораснал за 100%. На прашањето дали сметките за струја треба повторно да се зголемат, над 80% од граѓаните рекле да, и тоа веднаш. За разлика од СРСМ, која иронично се подбива со состојбите, премиерот Мицкоски нагласува дека целата ситуација се сваќа сериозно и се следи секојдневно. Фокусот на владата во моментов е ублажување на ценовниот удар кај горивата поради воениот конфликт на Блискиот Исток. Намалувањето на ДДВ-то од 18 на 10% има ефекти веќе 6 дена. Според владините анализи, во понеделник бензините треба да поевтинат за 2 денари по литар, а цената на дизелот да остане иста или евентуално да се зголеми за половина денар по литар. ДДВ-то од 10% ќе важи уште една недела, пошто по потреба ќе се одлучува дали мерката ќе се продолжи за уште некоја недела, дали ќе се намалат акцизите или пак ќе се донесат и други дополнителни мерки. Кога ќе се анализира цената од претходната недела, ќе имаме дури и намалување на цената на бензините и на дизелот. Очекувам или исто да биде или евентуално половина денар поскап. Оваа мерка која што донесовме има рок од 2 недели, го дава својот ефект. После овие 2 недели сега ќе следиме следна недела да видиме како ќе се движи цената. Вие рековте, неделата ја завршивме со екстремно висока цена и на брендот и на останатите продукти. Ќе следиме сега оваа недела од понеделник до петок како ќе биде, па ќе видиме дали има потреба од кога ќе завршат овие 2 недели да се продолжи мерката со намалено ДДВ на уште 2 недели, дали можеби ќе воведеме нова мерка со акцизата, така што да почекаме да видиме како ќе се движат вредностите. Поради навалицата од граѓани од соседството кои точат горива по пониски цени во пограничните региони, зголемена е дневната потрошувачка. Конзумот е поголем и до 200.000 литри на ден. Мицкоски смета дека засега нема потреба од мерки за ограничување на полнењето горива за странските државјани.